Денеска во Wild Tales нова инспиративна приказна. Воедно и првиот американец во студиово на наше изненадување. Габриел Джексон, добре дојде. Дозволи да дадам мал вовет во наша приказна што ќе раскажеме денеска, затоа што сметам дека е доста неверојатно. Значи ти си човек што има преживеано контакт со жива струја на кров во Вирџинија и практично може слободно да кажеме дека она што денеска го живееше некој тип на втор живот. Едно искуство вака мощно, несекојдневно и трансформативно. Па на почетокот, и како прв американец, би сакал да ти посакам добре дојде, ти благодарам што прифати да гостуваш денеска, да споделиш својата приказна, нешто кое што многу луѓе ќе имат доста што да научат. И да почнеме од тој настан. Па некако ќе видиме како ќе не води муабетот. Како изгледа контакт со жива струја? Пред се добро те најдов. Би рекол дека контакт со струја е нешто што не би сакал човек да го искуси. Ќе почнам од стартот на приказната. Слободно. Работев во Америка, во Вирџинија, по-конкретно во градот Линчбург. И тој период, пред 2,5 години, 2022, работев на кровови. Бев мајстор за сервисирање кровови. И тој ден, 11 јули, работевме на еден кров и имаше неизолирана жица. И бев јас на ќошот на кровот и да подстанам да се поместам, директно удрив во жицата. Значи ти не си ни приметил едноставно? Па ја приметивме, но требаше да биде изгасена и пред се требаше да биде и изолирана. Да. И подстанав јас, се удрив во жицата и ме пукна струјата. Памтам дека во тој момент мислев дека ми се дешава некаков напад. Не знаев каков напад, но не бев свесен што се дешава. Све во видот све стана црно, па бело. Бела точка видов и тоа беше тоа. Се разбудив на земјата 5 метри подоле, значи паднав од кровот, он е свестен и слетав доле на земјата 5 метри подоле. Практично тебе струјата те удрила во рамо, но ти излегла преку рацете. Значи може ли ми покажеш? Да, може. Значи држев една шипка за кречење, тој кров го кречевме. И кога ја удрив жицата, фактички струјата помина од рамото и искочи од рацете. Значи имав изгореници на 3 степен и од овде искочи струјата. Од рацете према... Ова сега изгледа драматично, не знам во тој момент како изгледало, затоа што гледам дека дупките, не знам колку може на камера да се види, но тоа се длабоки дупки. Значи тоа е... И имаш како некој тип на израсток до дупката, ако... Тоа е од... мислам дека е од вежбање, од некоја грудка на не знам по-конкретно од што е, ама да, мислам ова е фактички кожа што ми ја извадија од ногата. Значи направивме некои десетина операции се на се и последната операција ми извадија буквално парче кожа од ногата и ја залепија, ја сошија на рамото и на рацете. Значи ова е фактички кожа од мојата нога. Само околу пределот на дупките или да, тука и на рамото. Аха. Ќе можам слики да споделам. Добро, кажи ми
околу тој настан има уште доста. Значи, претпоставувам дека итноста на ситуацијата била голема, сите виделе дека што се случило и дека треба да се реагира брзо. И доаѓа хеликоптер по тебе. Да, значи слетав ја на земја и се освестив. И во тој момент пак не знаев што се дешава, не знаев што ми се има десено. Но чувствував една болка од лактот надоле, што би ја споредил со болка, што можам да претпоставам дека човек би искусил ако ги стави двете раце во рерна, во оган. И не може да ги извади. Од лактот надоле немав осет во прстите, но внатрешно ме гореа рацете. На нервна база. И кога слетав, станав изгубен и колегите што беа со мене ме легна одма, бидејќи 5 метри паднав. Не знаеа дали имам скрченица на рбет или на било што. Така да ме легна, викнаа брза помош. Дојдо после 10-15 минути. Јас све ова го памтам. Отпосле дознавме дека имав и потрес на мозок од ударот, но целата случка ја памтам. Што е доста ретко за вакви случаеви, за вакви травматични случаеви со и мозочни, не мозочни удари, туку потреси на мозок. Така да. Да, тоа е многу интересно. Зошто дали е таа шипка што си ја држал, да кажеме, причината зошто струјата низ раце? Што ќе се случило ако си ја немал таа шипка во рацете на пример? Па струјата мора да искочи од негде. И таа шипка беше железна и преку шипката искочи. Ама тоа зборам, значи, ако нема од каде да искочи, дали тоа значи дека тука можело да биде полош. Тоа е тоа. Можело и да биде крајот. Како изгледа твоето спроведување до болница? Значи викна брза помош, дојдаа со амбуланта првин, ме ставија во амбулантата, ме прашуваа некои работи, ми дава лекови за болка. Па викна хеликоптер. И хеликоптерот дојде после 5 до 10 минути, не знам, овој детал не го памтам, но се качи во хеликоптер и имаше некои 20 на минути до најблиската болница. Мораше со хеликоптер, бидејќи од падот не се знаеше до кој степен е повредат и дали има скршеници на рбет, на сето тоа. Значи, ме ставија како не во гипс, ама за вратот, да можат да го стабилизираат и полетавме со хеликоптер. Поради лековите за болка, овие моменти не ги памтам до толку. Но е многу интересно што во тој момент ми текна да го замолам човекот, односно тој што беше брза помош со хеликоптерот, да ми го земе телефонот и да снима и да ме слика. Така да имам и слики и снимки од хеликоптерот, од видот, од мене, бидејќи не знам од кај сум знал, ама некако сум знал дека тој момент нема го памтам. И стигнавме во болницата на ургентен и почна тестови, почна рентген снимки, магнетски резолуции, сите тие работи, па имаше на секои 5 секунди влагаше нов човек, нов доктор, нова сестра. И беше хаос. Значи ти си им отворил работа на сите таму. Да. Баш така. Баш така. Дојде брат ми, тоа беше многу голем комфорт за мене, многу голем стрес за него. И таму чекавме
некои, не знам колку сати бевме таму. Па докторите на крај ни рекоа дека ги нема они условите да ми помогнат. И викнаа втор хеликоптер. Со овој хеликоптер пак и овој хеликоптер ги замолив да направат некои снимки, слики, бидејќи сакав, не знам од кај сум знаел, ама знаев дека ќе сакам тие спомени да ги имам, колку и да се Травматични. Да. И таа воžnја со тој хеликоптер беше траеше 1 сат. Значи не однесоа до една друга болница во друга држава. И во тој лет само памтам дека на секои 5 до 10 минути ја кревав раката, пак немав осет. Пак болката беше многу страшна. Но ја кревав раката секои 5 до 10 минути вака да ми дадат нова доза морфин. И ја спуштав. Затоа што си осекал болката. Да. Штом почнува да доаѓа, веќе осекаш дека доаѓа, реагираш. Да. И само тој момент го памтам од таа воžnја. Би рекол дека најстрашниот момент за мене беше пристигнувањето на втората болница. Се до овој степен, се до овој момент, сум искусил многу повреди во мојот живот и многу физички трауми сум имал. И сум се справил со тие, колку толку. Но кога стигнавме во втората болница и кога ме пречекаа 30 до 40 доктори и медицински сестри, тука веќе дознав дека има голем проблем. Шо беше проблемот? Не знаев. Ама само по бројката на луѓе што беа спремни да ме пречекат, претпоставив дека има многу голем проблем. Тоа е цела делегација. Да. Ја споредувам со немам гледано серијата многу, со Grey's Anatomy, ама буквално се осеќав кога да сум во некоја епизода на таа серија. И тој момент беше моментот кај што се осеќав најосамен низ целото ова. Бидејќи ме пречекаа 30 до 40 доктори. И некој мене ми се чинеше кога да беше 2 сати. Некои 2 сати лежам на маса, железна маса медицинска. И има 20 луѓе што преку мене си имаат ствари, ставаат инекции, проверуваат, се дерат, викаат. Ама немаш твои луѓе таму. Немам мои луѓе. Но моментот дојде кога влегов, имаше 30-40 луѓе, па 20 луѓе се ме спремаат, ми помагаат. И од нигде никаде штама. Сам сум. А не знам што е проблемот. Не знам дали ќе умрам или не. Кај отидоа луѓето? Докторите? Беше тоа ургентна соба, спремија тоа што треба да спремат и ме оставија. Не ме оставија на милост и на начин што не е окей, не е во ред, ме проверуваа на секои 5 минути. Ама тој момент јас го памтам како многу осамен момент. И момент на незнаење како ќе заврши целото ова. Што ти проаѓаше низ глава во тие момент? Колку беше сигурен дека тука е можеби негде крајот? Или беше 100% сигурен дека ќе го пројдеш ова? Многу добро прашање. И би рекол дека бев 100% сигурен дека не знам. И тука беше тој филинг, тоа чувство на осаменост, на несигурност и како тотална изолација, без помош. И морав да се справам, да се соочам со тој момент.
и помина. После некое време ме качија до собата. Тоа беше, имаше просторија, дел од болницата за луѓе со изгореници и ме однесоа таму. И таму лежев во болница 3 недели. Таа вечерта, денот кога се деси инцидентот, стигна и брат ми и сестра ми. Брат ми живееше со мене во Вирџинија. Сестра ми дојде од Калифорнија. И за среќа, моите беа во Чикаго тоа време, а инаку живеат во Скопје. И они утре дента можеа да дојдат. И би рекол дека 3 недели тој дел од болницата мене ми стана како, не знам, не ми стана дом, не се осеќав пријатно, ама ми стана место за живење. Можев само надворешниот свет преку прозор да го видам, да го осетам. Не искочив од тие врати 3 недели. Што се случуваше за тие 3 недели? Знаеш како јас го гледам овој од една друга страна, затоа што ова е, да кажеме, твојата приказна е сведочење, да кажеме, за начинот на кој што функционира америчкиот систем, да кажеме, здравствен систем. Да. И ова до сега ми изгледа доста ефикасно, значи нема некои тампон зони на чекање, на неизвестност, значи они се по што можам да приметам дека ако тука нема решение, веднаш се наоѓа алтернатива и се организира целиот тој процес, значи твојот живот, да кажеме, луѓето се организираат околу него и пробуваат да го спасат на најдобар можен начин. Да. Да, би рекол дека квалитетот на и вработените и целата организација на овој престој во болница беше прва лига. Не би сакал некој да го искуси тоа, но ако треба, стварно беше најдобар квалитет што може да биде. Што беше тоа во втората болница што го доби, што го немаше во првата болница? Па има они специфичен дел за луѓе со изгореници, се вика на англиски burn unit. И таму имаат доктори што, бидејќи изгореница, треба да се лечи на друг начин од, не знам, човек што си има исечена. Ме разбираш? Во тие 3 недели направија некои 7 до 8 операции, кај што ме успија тотално со анестезија и ги средува и рацете и рамото. Првата операција беше да ги исчистат раните. Втората веќе направија операција кај што земаа кожа од труп, од мртов човек, и ја ставија врз моите рани со спојки. Значи имав јас кожа од мртов човек, од труп, со некои стотици спојки на раката, од рамото до дланката и на двете раце. Тоа траеше 1 недела, па после 1 недела направија операција да извадат таа кожа, да видат како зараснало тоа под таа кожа. Не ги знам сите детали за како функционира тоа, но знам дека тоа беше потребно за да зарасне кожата од оздола, да не има контакт со воздух, например, да може тоа да зарасне. Кога ја направија таа операција, рекоа дека веројатно ќе треба на сите тие рани да се направи втора операција со моја кожа. Имав изгореници до 3 степен од рамото, на раката, на подлактицата и на дланките. И кога ја извадија таа кожа од раката и од подлактицата,
се изненадија, бидејќи толку добро беше зараснато и не требаше на тие места да се стави, се вика тоа аутографт. Графт е кога се зима кожа, ауто е од себе. И не беше потребно да се земе кожа од моето тело. Така да, во рокот на тие 3 недели имав и убави моменти и многу тешки моменти. Кои беа убавите моменти? Добро прашање. Па убавите моменти беа колку е, да кажеме, други мислиш, другите, кажеме, ме интересира колку луѓето од надворешниот свет те контактира или пробуваат да допрат или да добијат информација или се интересира за твојата состојба во тој момент. Да. Би рекол дека не кажав не споделив за ова на многу луѓе. Моите споделија на нивните пријатели, јас споделив со најблиските, но не објавив нешто на социјални мрежи. Не, до некој степен не го сакав тоа внимание во таа состојба. Не бев до моментот или до положбата што сум сега, да имам таа храброст да го споделам ова. Така да најубавите моменти би рекол биле со моето семејство и поддршката што имав од нив. Бидејќи тоа многу храброст ми даде да ги поминам тие 3 недели и месеците и годините дури понатаму со жар и со храброст. Така да тие би рекол дека се некои од убавите моменти. Имавме некои шеги со брат ми во болницата, се упознавме со некои од медицинските сестри, па не беше секој момент тажен, да речеме. Имаше и убави моменти, имав и искуства и мислам не искуства, муабети со другите пациенти. Така да имаше надеж низ целиот процес, имав јас надеж. Никогаш не се дадов. Никогаш не дадов отказ. И мислам дека голем дел од причината зашто можев тоа да имам таа храброст беше поради поддршката што имав од моите. Тоа е едно дефинитивно трансформативно искуство кое што отвара многу нови перцепции во животот на еден човек и во животот на луѓето околу него, претпоставувам и во меѓусебните односи. Затоа што многу работи се тестираат тогаш. Работи што ги земаме секојдневно здраво за готово. Механизми кои што не ги активираме доколку човек не се најде во таква ситуација. И колку и да е, мислам, стварно не посакувам на никој да пројде низ нешто такво за да открие дека има семејство и дека можат многу поблиско да функционираат, но доколку веќе се случи, сигурно има и големи бенефити после тоа во однос на зближување на членовите на семејството и верувам дека тој настан ве зближил за години унапред што ќе доаѓаат. Но ајде малце значи како се најде ти на тој кров во Вирџинија? Да. Значи, прво, ти си Габриел Джексон. Да. Твоите родители се американци, дојдени на работа во Македонија, ако не се лажам, уште далечна на 95-та година. Ти си роден во 98-ма, роден си во Скопје. Во Америка. Во Америка? Да, во Америка сум роден, па се вратија моите во Скопје. Во 98-ма. Значи беа тука, се вратија само да се родам јас. Значи за малце ќе беше македонец. Да, може така да му да. Тоа е патриотизам. Значи тоа е ќе се вратам ако треба, ама тука нема да се роди.
Како изгледаше твојот пат, ако можеш накратко ми кажеш, до тој кров на во Вирџинија, кај што се случил настанот, затоа што претпоставам дека човек треба да има доста здраво издржливо тело, здрав организам за да го преживее ударот, а после тоа и падот. Затоа што да не заборавиме 5 метри си паѓал од тој кров. Тоа ич да нема удар, или човек може да погине само од падот. Да. Значи ти си имал и удар и пад, нешто што твоето тело, да кажеме, успеало и едното и другото да се справи. Значи, што правиш во меѓувреме? Дали си физички активен, тренираш нешто, на кој начин? Да, добро прашање. Цел живот се бавам со спорт, со вежбање, со фудбал, кошарка, одбојка. Се најдов на тој кров, бидејќи во 2016, значи од 98 до 2016 бев во Скопје. Но се преселив во Америка, во Вирџинија, Линчбург, за да студирам науки за фитнес, за вежбање и за физичка активност. На еден универзитет се вика Liberty University. Студирав таму 3 години, па направив 3 години пауза да почнам да работам како тренер. И претпоставувам дека немав трпение да го завршам факултетот и сакав само на работа да почнам веќе. Така да работев 3 години како тренер и после некое време ми требаше едноставно промена. И почнав со градежништво. Имав некои пријатели што има фирма за тоа во Америка и 1 година тоа го работев со нив. Океј, значи физички си активен, но многу поактивен си после несреќата. Да. Значи после несреќата доаѓаш во ситуација во која што сакаш во екстреми, да кажеме, да го тестираш своето тело, да тестираш својата ментална спремност и почнуваш да влегуваш, да кажеме, во таа приказна на ултрамаратонско трчање. Да. Како доаѓаш до таа идеја? Ви рекол дека оваа повреда беше и физичка, ама повеќе би рекол дека психичка повреда беше. Бидејќи бев толку физички активен и спремен, кога се деси сето ова, сето тоа го изгубив. Сите тие движности, сите тие активности што ги правев претходно, ги изгубив. И не знаев колку време ќе ги немам. И дали воопшто пак ќе ги имам. Бидејќи моите раце немаа осет. Скоро месец дена. И не се знаеше дали ќе се врати тој осет. И едноставно справувањето со тој факт беше многу тежок. Откако искочив од болницата, после тие 3 недели, направивме 1 месец пауза од операции, од такви чуда. И бев на мирување. Па после тој месец се вратив за уште 1 недела, за уште 2 операции да направат, па после ме пуштија. Кога ме пуштија у свет во кој што не бев спремен да се справам. Со мојата состојба. Значи, имав во самата болница, имав што го нарекуваат како паничен напад. И кај секого, не дека сите го имаат искусено тоа, ама кај секого е различно. Јас го споредувам со автомобил. Ако телото е кола, например, тоа е како да стиснеш газ и кочница во исто време. Едноставно не може системот. Значи, адреналин пумпа, газ пумпа,
ама мозокот те кочи. Ништо не може да се деси. Така да имав некои такви психички проблеми со менталното здравје. Паднав во некои депресии и не знаев дали ќе заврши се тоа. Колку време траеше тоа? Значи тоа е нешто што се појавило, претпоставувам, во период кога си ја напуштил болницата, кога си влегол неподготвен во нормалниот свет повторно. Колку време беше во таа ментална нестабилност, да кажем? Да. Година и пол дена. Да. И би рекол дека самиот стрес започна уште од моментот кога се деси инцидентот. И беше тоа секојдневен стрес. Имаше многу ствари што ми беа тешки да се справам со нив. Од она што може да видам, тешки си и денеска. Гледам дека не ти е воопшто едноставно да зборуваш на таа тема и покрај тоа што си сосема нешто друго од тоа што си бил тогаш, гледам дека многу длабоко те топира целиот тој настан кога проаѓаш повторно низ него. Да, дефинитивно. Ја имам раскажувано приказнава, но ја немам споделено со повеќе луѓе во ваков сетинг. И овој момент за мене е многу критичен момент. Бара многу храброст да седам Апсолутно со тебе на оваа маса. Апсолутно, тоа е нешто на кое што веднаш можам да ти честитам и многу луѓе не се одлучуваат на тој чекор, иако не знаат од која причина точно не го прават тоа, се сведува на таа внатрешна храброст и колку човекот си има успешно справено со тоа, ако успееш да седнеш на ова столче да ја споделиш твојата приказна, сметам дека си на вистина на солидно ниво. Да. Иако нема ништо лошо во тоа да таков тежок настан се уште тежи дори го споделуваш. Да. Не гледам ништо лошо во тоа. Да. Поради мојата историја со физичката активност и поради фактот што сум активен човек, сметам дека му должам многу на татко ми, што го вметнал ненамерно тоа во мене, бидејќи он е маратонец, он играше фудбал во Амерички универзитет на времето и цел живот е активен. И го гледам него како пример за мојата активност. Така да низ тие почетни денови, да речеме на таа година и пол дена процес на рехабилитација, уште од првиот момент почнав да тренирам. Првиот ден што можев, откако ми ги извадија како да кажам, бандажите... Бандажи, да, завој. Завој на рацете. Дури со бандажи вежбав во теретана. Значи, немав грип, не можев да фатам тек или шипка или бучица, ама можев со бокс. Значи, со боксови. И најдов начини да бидам активен. И таа физичка активност, јас сметам дека мене ми помогнам да се извадам од таа многу длабока и мрачна дупка. Како изгледаше тренажниот процес? На почетокот претпоставам тоа е она што викаш, некој тип на импровизација, пробуваш да го направиш тоа што можеш, не се преоптеретуваш премногу, но битно е да се движиш, така, значи битно е да има некоја движење, циркулација, телото да почне да се регенерира на некој начин, за со тек на време да можеш да му додаваш и да му додаваш. Во кој период почна да осеќаш дека веќе ти се враќа, да кажеме, силата и дека можеш веќе полека на газ да додаваш? Да. Би рекол дека физичката сила ми се враќаше. Психички се уште бев многу повреден.
Но физичката сила ми се враќаше дури во првите 3 месеци, бидејќи бев многу активен. Значи имав тренинзи кај што ќе отидев во теретана у 4 саца бајле. И на Stairmaster ќе испешаше в 5 сати. Без прекин. Подсвесно знаев дека морам да доброволно се ставам во позиции на неудобност и болка и непријатност. Бидејќи мене секојдневието ми беше непријатно. Станувањето од кревет са бајле ми беше стресен. За сонот па да не збориме. За кошмарите. Значи, еден начин ти си проценил дека не си доволно јак за да го издржиш бремето на денот што ти го носи и си барал едноставно одржлив начин да се справиш со тоа. Значи, еден од начините или неколку од начините на кои што луѓе решаваат таков тип на проблеми се, не знам, дрога, опијати, различни медикаменти кои што ќе ти го олеснат секојдневието, ќе ти го трнат мозокот од проблемот, ќе го иструкаш денот. Да. И нели, од утре пак од почеток нешто што е неодржливо. Да. А ова твоево, да кажеме, може би она вистинското, но она што бара сериозен труд, напор, болка секојдневна. Да. И колку време остана, да кажеме, после 3 месеци почна физичката сила да се враќа? Да. А после колку време почна и ментално, да кажеме, да закрепнуваш? Па, да бидам искрен, и тие лекови ги пробав. И тие начини. Нормално, Значи, многу човечки, да. Не беше само вежбањето, извежба и добар си. После 3 месеци, од прилика, можев да се осетам барем физички појак, бидејќи на времето кога се деси инцидентот, да речеме, изгубив некои 20 кила, од прилика. И многу слаб и едноставно многу слаб се осеќав. И таа физичка спремност мене ми даде самодоверба дека барем во секојдневието можам безбедно да се движам. Ме разбираш, бидејќи ми беше многу битно едноставно. Така да почнав со вежбањето, но и по некое време почнав и пробав и со лековите. И тоа би рекол дека дури подоле ме удри. Ме бутна во дупката, во таа мрачна дупка на целиот. Со каков тип на лекови, ако не е тајно? Со антидепресивци и со Хелекс. Да, тоа од психијатар ми беа дадени. Се гледав ја и често со терапевт, да ги едноставно да поразговараме за инцидентот, за како можам јас да бидам обичен човек, бидејќи јас од како се деси сето тоа, мојот живот се смени. Јас како човек се сменив, но луѓето околу мене, мојата околина, остана иста. Но и јас морав да се справам, да се соочам со стварите што си имаа променато кај мене. И пробав со теретанат, пробав со овие лекови. И морам на еден другар да му се заблагодарам, нема да кажам кој е, но тука во Скопје правевме муавет и он имаше исто така многу лоша случка помината. И он си имаше фатено за тие исти лекови. Ама ги имаше баталено, ги имаше тргнато. И подсвесно знаев дека многу лошо ми делуваат. Ги зимав некои 2 месеци. Но знаев дека енергијата ми ја менува,
жарот за вежбање ми го намалува. Значи има и како да кажам, ефект на самото вежбање тие лекови. Лош ефект. И ме потикна да ги тргнам одма. И подсвесно го знаев тоа, но ми требаше... Добро, нели викаш дека од психијатар ти се препорачени. Да. Не е тоа малце вака проблематично во стил на да се препорачуваат такви работи, а не се бенефитарни по тебе или те туркаат уште подале. Нели тој психијатар, да кажеме, ако ти сеите имате сесии, разговарате, нели да согледа на еден начин дека ако ти препише нешто такво, дека ќе ти направи поголема белја само. Види, сметам дека има корист за тие лекови и кај некои луѓе стварно се потребни. Но мојот став за живот и мојот став низ скоро целиот процес на рехабилитација беше дека јас сум во контрола на мојот живот. И кога ги примав тие лекови, кога ја пуштив контролата и го пуштив воланот. Току дефинитивно го пушташ воланот тогаш. И го осетив тоа. И многу лошо ми делуваше. Така да, кога ме потикна другарот, тоа беше зборот што требаше да го чујам. Ги тргнав и не се смени... На кој начин те потикна? Едноставно ми кажа дека морам да ги тргнам. Аха, ти го сподели неговото искуство, да, практично. Да. Така се поврзавме. И ги тргнав и продолжив со вежбањето, но овој пат додадов и трчање. Би рекол од 7 или 8 деление трчам рекреативно, значи Скопскиот маратон или полумаратон го имам истрчано неколку пати, 5 километри, 10 километри, трки рекреативно имам трчано. Но во април 2023, скоро година дена од како се деси инцидентот, не знам зашто, не знам од каде, не знам кој ме потикна, но почнав да се вратам во рутина на трчање. Првата трка што ја истрчавме беше 50 километри трка на 1 милја круг, тоа е 1 милја е километар и пол, километар е 1600 метри. Значи имаше круг 1600 метри и го трчаш тој круг колку сакаш во рок на не знам колку сати. Но спремањето за таа трка би рекол дека беше... Ти текнува ли името на трката, затоа што сум слушнал, да кажем, од неколку амерички ултрамаратонци кои што ги имаат трчани на тој начин, најверојатно сите почнуваат некако да влегуваат во тие екстремни дистанци. Кој беше името на трката? Оваа трка не се сеќавам. Ги изброив во рок од година и пол дена, поради причините што ги споделив, дека морав јас доброволно да се ставам во позиција на неудобност и непријатност и дури болка, да можам да се справам со болката што ја чувствував на секоја дневна база. Се ставав јас во тие позиции многу често и во таа година и пол дена истрчав 9 трки што биле над дистанца над 42 километри. Значи, дури мислам дека две од нив беа 40. Сите други беа 50 километри и се до 168. Значи, една приказна сакам да споделам за трчањето. И како функционираше менталната борба низ сето ова. Бев на еден тренинг ран, така, трчав по планинарски патеки и
ова беше, да речеме, 4, 5, 6 месеци после повредата. Значи, психички страдам на секој дневно ниво. Анксиоза, депресија, некои денови не ќам да станам од кревет, некои денови одам 5 сати и вежбам. Овој ден си решив ќе трчам полумаратон, нешто така. По планинарски патеки сам. И стигнав до еден рид и од нигде никаде имав еден напад од стрес и паника и анксиоза. И помислата што ми се вртеше во глава беше дека кога ќе го качам овој рид од 300-400 метри, ќе стигнам до врвот и нешто ќе се деси и јас ќе умрам. Дали срце ќе ме стегне, дали мозочен удар, не знам. Дали жица некоја ќе падне од небото, не знам. Но кај мене се регистрираше страв. А причината зашо беше нејасна. И седам тука пред ридот, го гледам ридот и оваа помисла ми се врти у глава. Дека кога ќе стигнам јас до горе, ќе умрам. И цела фантазија ќе ме најдат после 3-4 дена. Како ќе ме извадат, колку плав ќе бидам од ладното, што ќе мислат моите, што ќе кажат кај мене на погреб. Многу реална помисла. И ја имам помислава, и ова е мојот став за сето ова. Викам, окей, овој рид 10 пати ќе го качам. И ако ме убие, ме убие. Ама јас морам да знам дека можам со ова да се справам. Дека со оваа болка можам да се справам. И дека можам ова да го надминам. И 10 пати го качив ридот. И 10 пати на истото место, секој пат, истиот паничен напад, истата помисла, истиот хорор. Ама го направив. 10 пати се враќаше во 10 пати намерно се враќав до таја точка, знаејќи дека истиот страв, истиот напад, истото неможење да дишам ќе ми се деси, но знаев дека морам. Морам тоа да го искусам. Тоа е најверојатно доказ колкав бил интензитетот на тоа што го чувствуваш во тој период, затоа што откако еднаш ќе го искачиш, ќе се спуштиш, повторно да го осетиш, па повторно тоа толку било длабоко што не можеме, претпоставам, ни да замислиме ние како изгледа целото тоа, колку и да пробуваш да ни го кажеш, претпоставам дека човек дори не го осети тоа, не може да ни да замисли. Но колку тој момент беше трансформативен за тебе? Доста голем момент лично. И не беше како после тоа да беше све окей. Имав и уште напади после на истиот тренинг ран. Но беше таја во целата борба. Јас го сметам овој процес на рехабилитација како борба. Таја беше една мала битка што ја тепав. И тоа беше многу голем момент за мене лично. Бидејќи не се дадов на мојот ум, ме разбираш. И таја битка, борбата не беше завршена, но таја ситна битка беше победена. Да, тоа е добар доказ, затоа што во секојдневието не сме свесни колку нашиот ум може да се сврти против нас. И колку нашиот ум значи треба, не знам, да го третираме како да не се идентификуваме на таков начин со него. Туку едноставно да го третираме како уште еден орган на кој што му треба нега, му треба контрола, му треба оформување, обликување и така натаму, но тоа не е она што сме ние по дефолт.
Значи е нешто што треба да се развива и да во многу од случаите знае да се сврти против тебе и е најопасното оружје. Претпоставувам дека ако тоа се случи, овие работи што ги споделуваш сега се можеби најефикасните, но и најтешките начини за справување со таква ситуација, кога твојот ум ќе се сврти после тебе. И имаш неколку трки, повеќе трки, кои што ги реализираш, но реализираш една од 100 милји. Тоа е веќе едно ниво кај што е потребно све што е во тебе да се соедини и да трне во еден правец. Иначе ќе се распаднеш на делови многу брзо. Како изгледаше припремата и периодот, и мене лично ме интересира во кој момент одлучи дека ќе го правиш тоа и ќе влезеш во таа трка. Да. Би рекол дека годината пред таа трка, тие 100 милји, бев многу физички активен и трчањето на планинарски патики мене ми беше како да кажам рехабилитација. Издоен мене ми беше лек, да. Така да бев во многу добра состојба, многу добра форма. И некои 3 месеци, 4 месеци пред таа трка имав истрчано 2 трки од 80 километри. Една во крајот на октомври, следната во крајот на ноември. Каде си лоциран за целото време и кај се наоѓаат трките? Во Вирџинија. Повеќето во Вирџинија се наоѓа. Некој во Северна Каролина, ше е државата одма под Вирџинија. Тоа претпоставувам некој повеќе планинско место вака? Да, многу планинско, многу големо планинско место. Има некои планини таму се викаат Appalachian Mountains. Тоа се еден многу голем цел систем на планини. Appalachian Trail постои нешто такво, мислам. Тоа е. Тие се тие планини, таа патека. Така да во годината пред трчањето мене ми беше многу голем корист, не само физички што ме спремаше, туку и секојдневните битки што ги победував на секојдневно ниво. Да. Така да конкретно за 100 милји трката ја имав видено онлайн и имав семестарот пред тоа беше во јануари, семестарот бев јас на факултет, се вратив да ја завршам, да ја земам дипломата. И имав буквално час по трчање. Значи студираме науки за вежбање, за физичка активност, има и час по трчање. И професорот беше, како да кажам, легенда во тој спорт, во ултраранинг спортот. Имаше он истрчано од Калифорнија до Њујорк. Значи цела Америка ја имаше истрчано. И он ми беше многу голем пример и многу го гледав него како инспирација. И за време на тој курс, на тие предавања, имаше он еден коментар што остана со мене. И тоа беше сите кажа дека не си ултрамаратонец се додека не истрчаш 100 милји. Што би сметал дека е доста екстремно, ама за човек што има истрчано 5000 километри во рок на 30 дена. Најверојатно знаеш што збори. Знаеш што збори, ама и нивото на него му е овде, ме разбираш. Технички ултрамаратонот почнува после 42.1. Да, технички е, мислам стандардот е обично 50 километри за ултрамаратон. Технички све над 42,2. Така да. Но тој коментар остана со мене. И во јануари ја гледав трката, има видено онлайн, но некако не можев да се запишам. Ми беше страв. Ми беше многу страв и свесен бев за
припремата што требаше да се деси. Што е рационален страв, да се Да. разбереме. Значи тоа веќе не е нешто нереално, не е нешто што се свртило внатре против те, тоа е многу реален страв од надворешен настан, да кажем. Да, многу реален страв. И страв што во тој момент ме победи. Не се сапишав. И помина месецот јануари, секој неколку дена проверувам, уште има место, но не се пријавувам. Во февруари, месецот февруари истрчав 50 километри ултрамаратон со некои другари. Супер беше, забавно, окей. Уште не сум запишан. Трката е 9 март. Тоа беше 50 километри трката, беше почеток на февруари. Крај на февруари зборам на телефон со еден другар, што ми беше многу голема поддршка низ целиот процес и другар што ме знае многу добро. Од 7 одделение сме најдобри другари. И ме сска. Ме вика, те не провоцира. можеш. Да. Викам, кој бе не може? И направивме кладба. Ако истрчам ја 100 мили, за помалце од 32 сати, он ќе направи некој фитнес челендж да ослабне. И се запишам. 3 недели пред стартот. Без некаква испланирана програма за спремање. И во тие 3 недели имав полумаратон, што истрчав, мислам официјален полумаратон со некои другари. И уште 2 или 3 пати истрчав дистанца над 30 километри. И тоа беше припремата. Но ја имав само довербата од трките што ги имав истрчано тие 3-4 месеци пред. Значи у добра форма бев, но не бев во форма за 100 мили. Да, значи 100 мили тоа се околу 150 километри. Да, 100 мили се точно 160 километри. 160 километри. Да. Значи, оваја трка беше 105 мили, 168 километри. која е најдолгата дистанца што имаш истрчано пред таа дистанца од 168, да кажем? 80. Пола од таа 80 дистанца. километри или мили? Значи 80 километри, а оваја трка е 160. Значи дупло. Така да ова беше многу голем челендж, многу голем предизвик за мене. И не му кажав на професорот дека се запишав. Но му кажав и се договоривме дека вторникот, трката беше сабота недела, вторникот после таја трка ќе одам кај него на предавање со приказна. Тоа му кажав само. Дека ќе дојдам и сакам на студентите да споделам приказна. И у себе си ставив притисок. Бидејќи тој ден ќе одам со приказна со победа или приказна со пораз. И тоа мене ми помогна да си ставам притисок да морам оваа трка да истрчам. Така да немаше некој спремање конкретно. И трката започна на 9 март во 6 сабајле. За сите кои што им е, да кажеме, непознато тоа околу трките на тие дистанции, значи тие се закажуваат најчесто или рана пролет или касна или есен, да кажеме. Летото се избегнува затоа што е премногу топло. Да. Исто и тие периоди се закажуваат трките порано за да може, нели, ултрамаратонецот поголем дел од денот да го пројде во светлина, помалце да биде во ноќе. Да, да. И се држат овие трки по планински патеки. Значи не се по улици, кај што има цивилизација,
Да, токму рај тоа. Ова се по шуми, по планинарски патеки. Оваја трка по-конкретно беше во Северна Каролина. Беше покрај некои реки и многу блиску до океанот. Која беше 168 беше должината, Да. која беше висинското искачување и спуштање? Висинското не беше многу и беше 3300 качување. Да. Што за 100 километри не е многу. Сосем окей, да, Да, сосем сосем окей. Ултрамаратонот што го имав истрчано во ноември претходната година беше исто 3000 метри качување за пола од таа дистанца. Така да елевацијата не представуваше многу голем проблем. Беше само како качување и спуштање ридови. Но не беше рамно никогаш. Така да пред да почне трката, Како беше спиењето пред да почне трката? не се спие. Вечерта пред не се спие. Ова го сподели со мене професорот дека пред трка или некаков спортски евент и утакмица или нешто, бидејќи често не можеме да спиеме вечерта пред, најбитниот ден за сон е 2 дена пред такмичењето или што и да се прави. Така да 2 дена пред многу добро спиев, вечерта пред пославо. Имав со мене 4 што беа дел од мојот кру и они беа таму да ми помагаат. Имавме испланирано дистанции кај што они ќе трчаат со мене. Така да тоа беше краток дел од припремата. Која е улогата на секој еден од тие членови? Еве сега малце ќе навлеземе во техничкиот дел од трката, верувам дека има луѓе што денеска се спремаат кај нас, да кажеме, еве тука во Скопје почнуваат од 3 март, тоест во Македонија почнуваат од 3 март, почнува Крали Марко трейл, па почнува Водно Матка трейл, после тоа па Охрид ултра, Пелистар ултра и така натаму овој период март, април, мај и јуни евентуално, тие 3-4 месеци тука се тие поголемите трки, така да многу луѓе претпоставувам веќе се во некој процес на психичко спремање, прифаќање или не прифаќање на фактот дали ќе влезат во тоа и верувам дека ќе им помогнеме со практични совети во однос на што тие членови на тимот прават, која е нивната функција, каков тип на луѓе треба да се тие. Значи дали треба да се вака будни или некој. Да. Многу битен детал какви луѓе се. Да, какви луѓе се. Имавме мала несреќа со тоа. Но би рекол дека за тие се викаат кру тркачи, кру members. Се користат само на дистанци над од прилика 100-120 километри. Значи не се дозволени на пократки дистанции од, да речеме, испод 80 километри. Бидејќи 80 километри трае околу од, не знам, ако некој ептен брзи 8 сати се до 15 сати, зависно од елевацијата. Но кога веќе збориме за трки над 100-120, еве 168 километри, стига човек до едно ниво на измореност, кај што дури почнува да халуцинира. И за неговата безбедност е понекогаш потребен човек да му помага за самиот пат да го најде. Така да, тоа, у кратки црти, што прават, која им е улогата на тие. И морална подршка исто така. Много е битно и психата да не падне. Што паѓа, ама... Океј, и како ти беше организирана рутата, например? Имаш 160 километри, има пунктови, предпоставам, тука има дистанци кои што ги планираш предходно денес или планирам да истрчам толку, па да направам пауза толку. Како беше интервалот, да кажеме, на... Да. Па, значи, беше од стартот, имаше 30, 25-26 километри у една насока,
па 26 километри назад. Значи првата третина, првите 50 километри, 50 и нешто. Значи првите 50 се уште не е ни започната трката. Значи тие сам ги истрчав. Почнав бидејќи ултрамаратон, поконкретно 100 милји трка, е борба на самодисциплина. И понекогаш и дисциплина да успориш темпото. Бидејќи кога стартуваш, си свеж, имаш енергија, Адреналин. имаш и адреналин, гликоген имаш во мускулите и можеш да леташ. Знаејќи го тоа, јас се натерав првите 8 километри да ги одам. Значи, ме оставија сите. Бев последен, дури после најстариот човек што ја трчаше 80 километри трката. Значи, бев дури позади него. Тоа го направив бидејќи знаев дека оваа трка ќе трае. И траеше 31 сати. Така да, самиот старт мене ми овозможи да ја зачувам, да ја заштедам таа енергија. Така да, првите 8 ги изодев. Па стигнав до тој пункт, 26-тиот километар, и истураше. Значи, целата патека беше поплавена. До колена имаше вода. Што е ништо страшно. Во тој момент, мислам, во тој период, едноставно се справив со тоа. Бев као, окей, топ, врне. Мокри ми се патиките, мокри ми се чорапите. Дори ги те освежува помалку. Па, мислам, да, те освежува, пошто нема да прегрееш, ама едноставно си решив дека нема да му дадам на овој фактор да ме обезхрабри. Да, елементите на природата се доста сурови, посебно во планински предели, посебно во тек на 24-30 сати, кај што се може да се случи. Таму нема прогноза, значи таму час е вака, час е така. Се менува 4 сезони во 4 сати. Буквално. И со семата, токму тоа и се деси. Така да првите 50 километри беа по дождови. И тоа тешки дождови. Значи, поплавени патеки, вода до колено. Но ги истерав. И тоа психата ми беше доста јак. Спремен бе физички, пред 4-5 недели имав истрчано 50 километри и ова беше поспоро од време од тоа. Доста свеж. На 50-тиот километар се придружи првиот crew member. Тоа беше една другарка од Америка. Сегашната девојка на брат ми, што ја сметам како сестра. И она се приклучи, она има искуство. Баш таја трка ја имаше истрчано со нас. Тој ултрамаратон од 50 километри месецот пред. И супер беше. Си правевме муабет, трчавме. Едноставно беше окей. На крај на тие 20 километри што ги истрчавме заедно, се стемни, па ги упаливме светлата, лампите и продолжив со друг crew member. Значи, до 70-тиот километар со неа стигаш, а после тоа се приклучува друг. Да. Член. Да. Океј, супер. Предпоставам дека ова ќе трае уште малце, да направиме една кратка пауза тука за вода, се свежиме, па ќе продолжиме понатаму. Договорено. Вториот crew member ти се приклучува на 70 километри. Да, на 70 километри. А пред да почне трката, во себе знаев дека трката започнува на половина пат. Фактички на 80-тиот километар. Бидејќи до тогаш 80 ги имав истрчано. И позната ми беше таа дистанца. Познати ми беа тие болки и тие страдања. Но после 80-тиот километар тоа беше непозната територија. Нова територија, точно. Да. И започна вториот crew member со мене. Еден неискусен ултрамаратонец. Тој е
се спремаше за Ironman, значи спремен човек, но ги немаше осетено тие борби, тие психички борби лично. Немаше он истрча на ултрамаратон. Што не значи дека не може да биде крумембер, но не ги знае битките што се дешаваат. Така да започнавме, беше мрачно, беше темно, со лампите тргнавме и уште од првите неколку метри ми беше јасно дека ќе биде потежок овој стреч, мислам овој дел од трката. Не само што бев изморен и искршен, туку поради фактот што крумемберот што беше со мене не му беше јасно во која состојба сум психички. Така да почна он многу весел. Почна шеги да прави, почна да ми прави муабет, да пробува да ме насмее, а и ја у себе страдам. Значи, после некоја време го трпев и после некоја време му кажав: брат, не ми требаш као другар во моментов. Ми требаш као пейсер, како човек што ме води, што го држи темпото, така да трчај, не успорувај и не застанувај ако успорам. Буквално трчај и ја по тебе одам. И токму тоа го направи. И тоа ми требаше. Значи не ми требаше некој да ме негува, да ме насмеува, да ми помага, да го земе мојот товар. И јас морав тој товар да го носам и мене само ми требаше човек да ме бутка, да го држи темпото и едноставно и патот да го држи, бидејќи со лампи бевме и тоа следиш некои бели знаци на дрвја што се наместени, да знаеш кај одиш, кај е патот. Така да со него истрчавме исто некои 15 на 20 километри. И за жал он на 10-тиот километар нешто така го свитка зглобот и не можеше да продолжи. И тука бев, знаеш, сам, што е не е непознато да трчаш сам, посебно по мракот, во ултрамаратон, не ултрамаратон. Но мене ми беше мачно, не само што бев изморен, туку и видот почна да ми забегува. И после некое време се најдов таму блиску до езерото, до реката, што и да беше, и нема патека околу мене. Не знам кај сум. Па добро се качувам, го најдов патот, продолжувам. После буквално 20-30 метри има пат за десно и пат за лево, патека. Тргам по десниот, не гледам знак, мора да е другата опција. Тргам по тој, нема ни патека таму. Буквално 3 пати ги проверив двете опции. Значи, 3 пати отидов по десниот, 3 пати отидов по левиот. И едноставно на крај само се одлучив, окей, оваа патека ќе ја терам. Ама до тој момент, во тој момент бев толку изморен и психички несигурен кај одам, шо правам, што сигурно тоа знакот било одма таму, ама ја не сум можел да го видам, да го најдам. Па тоа е улогата најверојатно на тој крумембер во тие моменти да те насочи. Да, токму таа му е улогата, ама и те се повреди. Така да тргнав по точниот пат, па уште еднаш, после некои 10 на 15 минути, пак се изгубив. И овој пат истерав скоро километар вишок, мислам екстра што не требаше. Па ми се јавија овие директорите, мислам организаторите од самата трка да ми помогнат со GPS-от, да ме вратат на патот. И тоа беше многу обезхрабрувачки момент, бидејќи не само што сум трчал колку и да беше 17 сати веќе, туку сега и 2 километри вишок сум истрчал за џабе. И не беше крајот на трката, ама многу психички тоа уште толку ме спушти.
Така да, после тоа стигнав до следниот пункт и страдав. Многу страдав. Тој пункт го памтам многу детално, бидејќи имаше еден тркач што на стартот на трката нели започна сето тоа, ја бев на крај, последен бев. И памтам дека он беше меѓу првите 5. Леташе. Значи леташе, првиот километар може за 5 минути го истрчал. И памтам дека го видов во тој момент и дали си кажав на глас или на ум, ама си кажав, овој ќе стигнам. И токму тој човек беше на тој пункт, на таа станица и тотално беше изгубен. Значи не можеше да стои. Беше седнат со главата то толку висната што ускут му беше главата. Тој пункт се наоѓа на 90 или на 100 километри од Помаветов. Пункт се наоѓа на, да речеме, 100-тиот километар. Да, од прилика. 95-тиот, нешто така, да. Така нешто. И тоа мене ми беше дури охрабрување, бидејќи тие 8 километри што ги истрчав, јас сакав да тргнам. Ми се трчаше, сакав да ја почнам трката, ама намерно се натерав да успорам, за да ја зачувам енергијата за километрите понатаму. И колку и да ми беше, знаеш, не е жал, ама се сочувствував со тркачов. Не знаев што му се деси. Мислам дека на крај се беше окей, немаше некои проблеми. Ама тоа за мене беше некое потикнување дека го терам правиот пат. И дека имаш добра стратегија, тоа е. Баш така. Дека стратегијата ми беше на место, уште од стартот. Така да таму на секој пункт се јаде по нешто. Значи имаше станици кај што на секои 10 до 15 километри, кај што застануваш и ќе седнеш од условите, требаше и чорапи да се менјат. Мајца, ќе се напиеш вода, ќе се напиеш електролити, не знам што. Така да, овој пункт беше на 95-тиот километар. И патеката искочивме од шума, па на улица беше станицата и пак влагаш во шума за следниот дел на трката. И имавме уште 15 километри до моментот кај што се вртиме 180 и се враќаме по истиот пат. Значи, сите овие, откако ја истрчав првата третина, до сега, овие последни 90 сати, трчам во обратна насока на финишот. Тоа е тежок товар некако, бидејќи трчаш у обратна насока, знаејќи дека сите овие чекори ќе треба ги повториш. Добиваш некој впечаток дека се оддалечуваш од целта. Се оддалечуваш, баш така. И следниот дел беше пристигнувањето на тој пункт за враќање у насоката. И памтам дека визуелно вака ја гледав патеката која да беше права угорница. Не беше права угорница, ама мојот ум и моето тело и сето тоа мене ми направи да се осетам кога да одам нагоре. И како што кажа, се оддалечувам од финишот. Така да ги истрчавме тие 15 километри. Стигнавме до пунктот кај што се враќаме. И колку и да беше охрабрувачки што стигнавме и сега можеме да трчаме кон финишот, кон целта, го погледнав саатот и сватив дека нема веќе простор за успорување. Пошто од стартот на трката до сега само се успорува. Ретко да истрчаш, мислам, еднаш ја имам трчано дистанцава, ама сметам дека ретко се трча со побрзо темпо на крај од стартот. Да. Да. И значи тој пункт имавме од тој пункт уште 50 километри до финишот, беше 105-110 километар.
што би рекол, би замислил дека окей, 2/3 имам истрчано, само уште 1/3. Ама таа 1/3 трае 10 сати. Значи ја седам таму и сваќам дека имам уште 10 сати да трчам. А 2/3 сум готов. Значи 2/3 од полумаратон, 14 километри, уште 7 ги имаш. 7 километри се трчаат. Еве, можеш да ги споредиш со 5. 20, 30, еве 40 минути ќе ги истрчаш, така? Значи имаш споредба. 5 со 7 километри, например. Ама таа последна третина, уште 50 километри, уште 10 сати трчање, е како е еден огромен бран да те удри. И тоа е тоа. Така да, од тој момент, во тој момент влезе братучет ми, искусен ултрамаратонец. И он влезе во улога на drill sergeant, на капитен, на лидер. Кај оди он, ја го следам. Ке ми каже пи вода, пијам вода. Ке ми каже јади, јадам. Седи, ке седна. Затоа што во тие моменти ти немаш веќе осет врз своето тело, врз своите импулси, чувството за глад ти е измешано или изгубено, не постои, иако телото има сериозна потреба од енергија, физички не осеќаш чувството на глад, не доаѓа. А сметаш дека све што ќе изедеш може или да го повратиш или едноставно не ти се става храна во уста. Вода е исто, значи, а дехидриран си во целиот тој процес. Претпоставувам дека кога се тераш да пиеш вода во тие моменти, сепак во поголем дел од трката ќе бидеш дехидриран. Да. Во тек на 30 сати ќе се дехидрираш. Прекол дека за тие работи имав многу добра стратегија. Имав на саатот таймер, на секои 30 минути јадев по нешто. И тоа низ целата трка си ветив дека ќе јадам и од после првата третина се форсирав да јадам. Значи 20 сати се форсирав да јадам 2 пати на саат. И тоа, мислам, све се јаде. Чипс, благо, сендвичи, супа, не знам што. Тоа е единствен случај, најверојатно кога повеќе калорична храна е бенефитарна. Да, баш така. Сакаш највеќе калории. Значи, нутела, не знам што. Ако има шекер, ако има јаглени хидрати и масти, ти треба. Она што најбрзо согорува и не ти треба са тебе ту да градиш мускулна маса со протеини. Нема се стекови бифтеци. Не, значи брзи шекери и електролити. Електролит имав капсули и тие ги внесов на секој саат. Тоа содржи некои минерали како магнезиум, такви ствари, содиум и помага за да ги задржиме тие течности што ги внесуваме. Добро, братучет ти е третиот член на екипата кој што се приклучува, понашто го кажуваш ти е точно она што ти треба, значи строг, прецизен и доследен и вклучен во битката во која што ја имаш моментално со самиот себе си, тогаш повеќе него со било кој друг. Со него проаѓаш колку исто 20-30 км? Со него проаѓаме 40 км. 40 км. Да. Океј. И со него се раздени. Значи стигнавме до вториот ден на трчање. Значи 24 сати веќе трчам и кога се раздени не удри некоја енергија што беше многу неверојатна. Буквално шпринтавме. После 24 сати од енергијата од сонцето и што се возбудивме што се раздени, можевме да ја видиме убавината околу нас. Го погледнувам саатот, гледам кој пейс, кој темпо го трчаме и у момент си викам чекај, мора да застанеме, да успориме. Премногу е. Премногу. Реално за да биде, премногу е добро за да биде реално. Да, нема да трае, едноставно. Нема ова темпо да трае. Така да, он
истера 40 километри со мене, би рекол некој од најмрачните моменти, бидејќи тие километри кај што се уште трчав подалеку од финишот беа многу, како да кажам, мрачни. Бев со него, ама и многу осамен се сеќав. Многу голем товар врз мене. Но истеравме. Стигнавме до 130 километар заедно, 135 прилика. Па брат ми беше последниот crew member. И кога почна он, ја и брат ми сме многу блиски. Кога почна он, пак бев многу, преморен, немам волја веќе, но на стартот на трката си има ветено дека се додека можам да терам, ќе терам. Ако ми се деси нешто, не дај Боже, ако се повредам, ако не можам да продолжам, ќе прекинам. Значи, до некој степен не си дадов опција за отказ, но не си ставив притисок дека по секоја цена. Дека ќе умрам на оваа планина. Така да си јас баш така по секоја цена, значи си оставив простор и за финиш и за победа и за пораз. Но притисокот што го ставив доброволно врз мене, на луѓето што им кажав, на моите пријатели, моите клиенти што ги имав во теретаната, на моето семејство, на сите луѓе што ме поддржуваа додека трчав, морав за нив да го направам тоа. И не можев нив да ги обезхрабрам. Така да, кога влезе брат ми за последните 30 километри, памтам дека у глава го пцуев. Пошто толку беше свеж, толку беше наспан, полн со енергија, едноставно. Го гледам, трча пред мене и лесен, нема гајле. И у себе го пцујам, ме разбираш. Мене не ми е арно. Ама можам да терам. И стигаме до 155 километар. Или не, 140, има уште полумаратон. И една жена се осмелува да ми каже: уживај во овие моменти. Ја у себе си викам: човек, последниве 25 сати трчам, како можам сега да уживам? Ме разбираш? Отпосле сватив зашто го кажа тоа, бидејќи стварно е многу убав спомен тоа. Но стигаме до предпоследниот пункт, односно последниот пункт, уште 10 километри. И би помислил дека на 168 километри трка дека ќе ти биде некој комфорт да знаеш дека уште 10 километри имаш. Ама тие 10 километри беа како цел нов маратон да треба да истрчам. И се до 2 или 3 километри пред финишот не бев сигурен дали ќе финиширам. Не само што се тркавме со времето, значи требаше по 32 сати, а ние бевме, финиширав со 31 и 21 минута. Значи близко бевме Тесно било е. Тесно. И за тоа се уште не бев сигурен. Но исто така и ми се враќаа некои стресови, некои флешови од инцидентот, од тие ствари што ги имав искусено претходно. Што ако се деси, не дај Боже? Што ако ми пукне срцето сега и не финиширам?
Се додека не стигнавме до имаше една улица кај што на таа улица се трчаше километар и пол до финишот. Се додека не стигнавме, ја се уште не бев сигурен дали ќе финишираме. И кога стигнавме до таа улица, целиот товар, целиот стрес се пушти од мене. Не дека не ми беше мачно или не ми беше немав болки, но знаев дека ќе финиширам. Што значи што тој финиш за тебе? Затоа што од она што можам да го разберам, самата трка веќе си го зема својот данок. Физички, ментално и на секој начин. Но она што предпоставам врз тебе како товар е ставено и товарот од несреќата. Значи ти почнуваш веќе да допираш пак во тие длабоки психички трауми и траги што се оставени од тие моменти, кај што си апсолутно ранлив. Отворен си веќе, ги осеќаш сите спомени, како од сегашноста, како така и во минатото, така и се она што ти се случува те допира на многу по-длабок начин. И голем дел од тие настани почнуваат да се враќаат и го носиш тој товар заедно со товарот на трката, малтене можеби ако не од пола трка и повеќе, предпоставам од онаа територија што викаш е нова територија, ова е нова за мене, моето тело, мојот ум, мојата психа не е запознаена со ваков тип на напор. И колку на самиот финиш со поминување на линијата, колку тоа допринесува, да кажеме, во растаретување не само од товарот на трката, туку од товарот на минатото, е така да кажам. Многу добро прашање. И би рекол дека оваа трка го означуваше крајот на голготскиот пат. Крајот на тешкиот пат. Крајот на анксиозата, на депресијата, на слабоста. Значи, оваа трка мене лично ми означуваше дека физички сум спремен. Физички сум оздравен. Иако имам лузни на рацете, на рамото, значи физички можам да истравам. Но психички мене ми означуваше дека тие ствари што ме бутка надоле и надоле у таја мрачна дупка, дека немаат веќе моќ врз мене. И дека јас сум се изградил доброволно, сум се ставил во болка, во неудобност доброволно, и дека сега имам снагата и само довербата да се справам со тие работи. Така да беше многу голем момент и би рекол дека од тој момент се осеќам не како што бев, но како да не ми спречуваат тие работи веќе. Што ме спречува. Уште еднаш сакам да ти честитам на целиот тој напор. Знам дека е надчовечки, посебно земајќи обзир твојата ситуација, земајќи ги во обзир условите под кои што се пријавил како услов на кладба, да не заборавам. Да, 3 недели пред. Да, имаш кладба добиено 3 недели пред одржување на трката, значи ти не си професионален маратонец, значи не си човек кој што е граден, тоа го зборевме, не си човек кој што е граден за планинско трчање, општо за трчање, мислам дека не за вакво, затоа што си доста крупен, голем човек, значи таа конституција која што ја носиш е екстра, значи секој килограм вишок што го имаш на тебе, не знам, ме интересира со колку килограми ако памтиш или ако се мерал пред почетокот на трката, со колку килограми влезе во трката, затоа што си имаш некоја висина, да кажеме, околу 1,90 м, 1,85 м, 1,90 да. 96-7. Тоа се скоро 100 кила човек. Тоа се многу килограми за еден таков подвиг, многу.
И сигурен сум дека ти доаѓале идеи од типот на, знаеш, тој десерт можда требаше да го прескокнам тогаш, можда не ми беше најпаметно. Дефинитивно. А и пробав да скратам колку толку пред трката. Дефинитивно пробав. Некоја идеална тежина, да кажеме, била можеби околу 80-85 кила за човек со твоја конституција да влезе во таа. Ти имаш минимум 10 кила вишок. Минимум. Да. Што претпоставува дополнителен товар и ја прави и победата посладка од друга страна. Поминувајќи од целото тоа денеска ти и претходно си, да кажеме, личен тренер, фитнес инструктор, водиш група на луѓе, им помагаш да се соочат со своите несигурности, стравови, предизвици, нешто што сметам дека си еден од малкуте што има право да го прави тоа. Значи, денешната фитнес индустрија и кој све е влезен таму и пренесува знаење, повеќе незнаење отколку знаење, според мене, е нешто страшно и кога човек ќе го демонстрира тоа што го зборува, сметам дека има дополнително право и кредибилитет да го прави тоа што го прави. Ти си еден човек од луѓето кои што стојат за своите зборови, како викаат, walk the walk, talk the talk. Да. Значи, го има изодено тоа што го има кажано дека ќе го изоди, го има направено тоа што го има ветено. Каде можат луѓето да исконтактираат, да го сакаат, да кажеме, да стапат во контакт со тебе или да едноставно да те земат како личен тренер? Па можат да ме контактираат на Jackson Fitness на Instagram. Таму се поврзувам со луѓето најлесно. За кратко ќе имаме и веб страна. Тоа е повеќе за онлайн тренинзи. Значи работам како фриленс тренер со лични клиенти, кај што вежбаме не заедно, ама во теретана. Но држам и онлайн тренинзи. Тие се повеќе како коучинг. Значи вежбачите, односно клиентите вежбаат на само, па правиме ние коучинг кол, коучинг сесија, кај што може да дискутираме за сите работи, сите фактори, бидејќи вежбањето е многу битен, но е многу мал дел од целава работа. Па, луѓето што до сега не гледаат, сигурно веќе можат и да го донесат тој заклучок. Преку твојот личен пример, што све е потребно за да човек достигне некоја си ментална цврстина, па тоа да го преслика и во физичка цврстина после тоа. И си, како што кажав, е многу добар пример за човек што го изодел патот и што може да го прикаже на другиот. Значи, ние ќе го оставиме линкот од твојот Instagram профил во описот на видеото, сите што сакаат ќе можат таму да те исконтактираат. И се надевам дека твојата приказна ќе разбуди многу други луѓе кои што ја бараат таа мотивација од некое место, од некои извори кои што се не само што нема да ја донесат, туку ќе направат и многу поголема штета. И ќе можеш едноставно да ја пренесеш таа твоја историја почнувајќи од 0 или од под 0 до 100. Навистина сметам дека си многу соодветен човек за таа работа. Фала ти. Дефинитивно мислам дека стекнувањето на секојдневни навики пред се ја гради самодовербата, што ни е потребна да се справуваме со тие секојдневни болки и непријатности. Така да слободно можат да ме контактираат и можеме да направиме и консултација, едно кафе. Значи не овие искуства
јас што ги имам, сметам дека не се за џабе. И сметам дека поради тие искуства имам јас длабочина во мене и емпатија да можам да потикнам луѓе. И затоа и го работам ова. Затоа сум тренер и тоа мене ме исполнува. Така да слободно можат да ме контактираат. Дали некојаш би се вратил на поправка на кровови, да кажеме? Па, мислам дека не. Мислам дека не. Стрија, кровови. Немам проблем, немам некој као да кажам, као стресови врз основа на тоа. Но знам што ме исполнува. И тоа се... Кај се движиш сега? Колку време си во Скопје, колку време си во Америка, како си лоциран, да кажеме, како би можеле да те контактираат? Да. Или да те начекаат? Тука сум, моментално сум во Скопје. Значи имам отворена фирма Jackson Fitness. И како фриленс не сум базиран во една теретана во градот. Се уште. Така да можат преку Инстаграм да ме контактираат или jacksonfitness24@gmail.com и така може да се поврзаме. А кажи ми, ајде, малце ќе излеземе сега од целото вакво, кажи ми за твоето секојдневие едноставно, за животот во Скопје како американец, немаме многу често таа перспектива да добиеме. И не многу американци, обично ние идеме таму да живееме, не доаѓаат американците тука. Да, знам. Би рекол дека моето секојдневие вклучува доста исхрана. Од сабајле сум, мислам, го започнувам денот со ладен туш, 3 минути. Па појадок, па обично имам некои клиенти вежбачи од сабајле, соработувам со нив. Моите тренинзи најчесто ги правам измеѓу 11 и 14 часот. Тогаш имам највеќе енергија и сметам дека тој тренинг мене ми дава енергија за вториот дел на денот. Така да после тоа обично имам некои состаноци со клиенти што се надвор од Македонија, тие онлайн коучинг сесии. И вечерта зависи. Може да се подржам со некои пријатели или порано да си легнам. Зависи од интензитетот на тренинзите и тој ден. А еве, во однос на тркиве, ги имаш ли предвид? Сега спомнавме дека неколку трки, да кажеме, од март месец во Македонија почнуваат. Збориме за планинско трчање. Ги имаш ли во предвид, се спремаш ли за такво нешто? Или ако се јави некој да се клади, во тој случај би пробал? Да. Па после овие трки, нели кажав дека истрчав некои 9 трки над 40 километри и многу ми доја на телото, реално. Така да, дури од мај, која трчав Охридскиот маратон, си кажав, окей, правам пауза. Па ме викна другари да трчаме Backyard Ultra во Гевгелија. И не можев да не отидам и со нив трчав. Истрчавме 60 километри. Тоа е нешто што годинава прв пат слушнав дека постои. Искрено не знам колку време се одржува тоа кај нас. Кај нас не знам дали е, не знам колку се одржува, ама у светот се тоа е одржува. као глобална франшиза? Да, глобална работа е. Тоа е форматот е 6,7 километри круг и на секој саат се трча кругот. Имаш 60 минути да го истрчаш кругот. Скоро 7 километри се трчаат за 60 минути, но на секој саат се рестартира. Значи, ако завршиш во рок на 45 минути, имаш 15 минути одмор. Ако завршиш со 55 минути, имаш само 5 минути да се напиеш, да се најадеш и пак да продолжиш. Стварно, јас мислев дека е малце поинаку. Јас мислев дека е она што ти го кажа преска, дека е 1 милја или 1 километар круг. Да.
и е, не знам, 100 километри. Мислев дека во тој формат е бекјард ултра организиран. Слични формати се. И тој 1 милја круг и тоа е само круг што се Не, трча. ова е маца поинаку, мислам дека Ама ова се овој формат е подол круг што е има мислам се треба да се истрча за саат време, сакам да кажам. Да, тоа е комплетно друга стратегија, мислам Да. дека затоа што Друга стратегија дефинитивно. тука тоа може да трае, значи ако се погодат двајца да кажеме маца по инечи големи и Да. поспремни момци, тоа навистина може да трае сати и сати. Да, мислам дека рекордот е измеѓу 600 и 800 километри. 4,5 дена. Трчање. Збориме од еден човек. Еден човек. 4,5 дена трчање без преки. Баш ќе видам тоа. Треба тој да го викнеш на подкаст. Тоа морам да пробам. Тоа сигурно не е од кај нас човек, Не, претпоставам. не, од Америка. Јавев кога сме веќе на кај тркија, фасциниран од Бедвотер, мислам дека се викаше Да. кај вас негде во Америка, негде низ Низ пустината таму во Аризона, во Јута, негде таму. да, дали тоа некој ти влегло на радар вака, затоа што викаат дека по условите, окей, има и подолги трки од таа, но по условите на таа трка е можеби најтешката на светот да се издржи. Затоа што мислам дека има и голема елевација, исто, и влегуваш низ пустини, низ кањони, низ планини, проаѓаш низ чуда, буквално. Свашта. И мислам дека има како квалификацијски трки кои што или квалификацијски дистанци кои што мораш да ги пројдеш, нели, одредени километри во одредено време, за да ти дозволат да учествуваш на таа, затоа што не е само да платиш и да погинеш. Да, не може секој да се пријави. Мислам дека да влезеш треба 100 мили, 160 километри да ги истрчаш испод 24 сати. Ја за 31 ги истрчав. Значи, тоа е ниво на кондиција на све тоа, снага што е стварно неверојатна. Но дефинитивно ми се на радар тие, но не моментално. Пошто не сметам дека моментално треба да си докажам нешто. Јас се уште уживам во таа победа и се уште ја славам таа победа. И таа цел живот ќе ја славиш, мислам дека. Тоа не е нешто што се слави месец, два и еуфорија. Тоа е достигнување, буквално влегуваш во 0,001% од луѓето што се воопшто способни да изведат такво нешто. Да. Тоа е голема причина за славење и она што можам да го приметам кај тие луѓе што го извршиле тој подвиг е една друга перцепција која што имаат за животот после тоа. После таа трка, она што викаш ти, длабочината на емпатијата или длабочината на перцепцијата која што имам е различна по завршување на трката, како за себе си, така и за остатокот на светот. Те менува. Буквално. Нивото на болка, што сум ја искусил и доброволно, и недоброволно, и насилно, мене ми овозможува да имам капацитет на разбирање кај луѓето. И не мора тоа да е физичка болка. Значи, сметам дека секој носи некаков товар. И моите искуства ме имаат спремено, ме имаат припремено да колку толку можам да им помогнам со тој товар. Дали ги спремам физички, дали ги едуцирам за исхрана, дали ги потикнувам или мотивирам да вежбаат. Нема врска. Но капацитетот што го имам јас од моите искуства, од болката доброволна и недоброволна, мене ми овозможува тоа да го правам.
ми проаѓаат неколку мисли. Ако некогаш се враќам, ја имав мала екскурзија во тој свет, затоа и многу од работите ми се познати во однос на ултрамаратоните, планинско трчање и така натаму. Некое предвидување мое, затоа што кај мене е на радар таа трка во Америка. Дали ќе се случи некогаш не знам, но како трансформација е нешто што би сакал да го доживеам. Дали ќе се случи, не знам, здраве Боже понатаму, значи не сметам дека има рок некој во кој што мора човек да го заврши тоа. Мислам дека едноставно сплет на околности, како внатрешни, така надворешни, кога све тоа ќе се спои, тогаш се трга, затоа што е масивен подвиг. И се надевам дека ќе се видиме некаде низ тркиве некогаш. Баш би било интересно се навратиме на овој момент сега, но на све она што го имаш достигнато до сега, сакам да ти честитам. Ти честитам исто и на храброста која што имаше денеска да доеш тука, да ја раскажеш својата приказна, својот пат. И те очекувам во некоја наредна прилика понатаму. Се надевам дека ќе продолжиш да бидеш тука во Скопје. Мислам дека ти е убаво и до некоја наредна прилика. Да, фала на гостопримството. Имам една идеја за кладба. Ајде. За мај. Ајде. Мај месец е многу брзо. Има 5 месеци. Да, поише од 3 недели. Да. Има поише од 3 недели. Ако ја трчаш ти стотката, ја ќе трчам. Ете, што ми направи сега? Јам 3 камери, нема враќање. Ајде, нека биде така. Договорено. Се спремаме. Гасиме камерите затоа што ќе искочиште нешто. Тоа е тоа. Фала ти за денеска. Секако, фала ти на тебе.